Русија не е голем, да речам, трговски партнер на Македонија, но е голем по структура на кои производи ги извезуваме и кои ги увезуваме. Од двете страни тоа се стратешки производи, значи увезуваме енергенси, увезуваме нафта, газ, увезуваме челик, увезуваме минерали, кои што по нивната природа се тешко да наоѓате на краток рок алтернативи. Но исто така и во делот на извозната компонента, во делот на економија на обем. Затоа што се големи пазари, поготово Русија е голем пазар, и од таа гледна точка, значи, нашата извозна структура да се преориентира, че треба да се најдат замена на такви пазари. Но, генерално, во секоја криза, значи, економските агенти се прагматични и секој пат наоѓаат алтернативи. Нема ништо без алтернатива. Ние ги имаме на секој 10-15 години по некои циклуси на криза. Значи, бевме во глобална финансиска криза 2007-2009, потоа влеговме само што уште не излезени од ковид здравствената криза и секој пат се поставуваат овој прашања, што ќе биде на краток рок. Не може да најдете решенја денеска за денеска, туку мислам дека стопанствениците кои на некој начин и во извозната компонента и во увозната компонента се тангирани со ваквите состојби, во тек на време ќе се најдат алтернативни пазари во двете страни, затоа што крајот на краиштата тоа е економија. Значи, вие мора да се снаоѓате за замена на увозните пазари и извозните пазари и тоа секој пат ќе биде. Прашањето е колку ќе биде цената на чинење за тоа. Значи, колку ќе биде на краток рок загубите, но во вакви ситуации мислам дека не станува збор за загуби изразени во финансиски броеви. Кога загубите во човечките животи се многу поважни и овие се ирелевантни, јас би рекол, поготово во една економија која што е капка во океан за размените што ги имаме со Русија. Ако прашате ситуацијата на Русија, тие треба да се замислат малку како тие ќе ги најдат да ги заменуваат, затоа што извозната компонента на Русија е над 60% во Европа, од кои само 3 земји доминираат во нивниот извоз. Значи, Холандија, Германија и Италија чинат 40% од вкупен извоз. Ако на тоа се додава уште САД, ако се додават и другите земји, тие не можат да најдат замена, затоа се работи за окрупни пазари. Ние имаме размена од кој што е од делот на Русија 120 милиони долари годишен е извозот, заправо увозот, и 60 милиони е увозот. Значи имаме дефицит од 60 милиони. И се да ги нема овие, буквално и да немате алтернатива во даден момент, ние нема да на некој начин пропаднеме од губење на тој процент кој што е помало од 1%, значи трговскиот дефицит наш е помало од 1% од нашиот трговски биланс на земјата. Така да не се пропаѓа за 1%.